Покрај бесплатен курс по бугарски јазик, Среде Македонија добивате и гратис часови по историја по бугарски терк. Средношколка која што се подготвува своите студии да ги продолжи во Софија, за Алфа сведочи дека била негативно изненадена кога отишла на часовите по бугарски јазик, а таму добила и лекција по историја, чија наука не го признава постоењето на македонците и македонскиот јазик. Се запишав на курсот бидејќи размислувам да студирам во Софија. Меѓутоа, кога отидов на првиот час бев изненадена бидејќи освен бугарски јазик, поголем дел од времето беше посветено на предавање за историја. Не знам дали ќе отидам и на редното предавање. Провокациите кон Македонија не се никаква новост, а најмногу доаѓаат од Бугарската фондација Македонија, која дава и 30 евра месечно ако се одлучите да го учите бугарскиот јазик. Инаку ова организација на својата Facebook страна често објавува провоцирачки постови кон нас. Еден од нив е и географската карта каде се избришени границите меѓу двете држави, а Македонија е представена како бугарска територија. Ке бидеме пак едно, за тоа работиме, за тоа живееме, за тоа се трудиме. Провокациите од оваа организација, предводена од Виктор Стојанов, не се никаква новост, па од нивна страна беше поставено и бугарско знаме на споменикот на Гоце Делчев во градскиот парк во Скопје. Фондација Македонија повторно го исчисти споменикот на Георги Делчев во Скопје. Инаку Фондација Македонија беше актуелна и пред неколку месеци кога низ Скопје ги залепи на лепниците дека сме биле еден народ со бугарите, за тоа се пофали и на Facebook, а сега исти такви нуди преку Facebook ако сакате сами да се залепите. Кој што живее во Македонија и сака да ги расшири овие стикери, нека ни пише за да му испратам и да ги залепи во родниот град, село или кварт на Македонија. Нашите активисти во Македонија ги шират тие стикери. Ние сме еден народ и едно општество. Имаме 50.000 такви стикери. Виктор Стојанов на јавноста првично стана познат лани кога преку социјалните мрежи нудеше на подарок бугарски книги на македонски граѓани, акција за која се фалеше со видеа на социјалните мрежи, потенцирајќи дека станувало збор за бугарски народни песни од браќата Миладиновци. Здравейте, пристигнахме на Скопје. Зад мене се книгите. Тук имаме хора които очакват да ги получат. Сега ще ги разтоварим и ще отидем за още няколко града, където също да разтоварим книги. Всички книги ще бъдат разпределени до 920 души. 920 книги български народни песни на братја Миладинови. Како и за многу други потези, за овие на Фондација Македонија повторно молк од македонските власти на многу пати досега поставените прашања дали ќе реагираат, како по обичај, одговор никогаш нема.